За да обстане рударството, државата итно да најде инвеститори за Добрево и Тораница, бараат од Асоцијацијата на рудари. Стечајот на двата рудника ќе значил дополнителен однив на рудари во Косово и Србија, што директно ќе се одрази на македонското рударство, сметаат од Рударската асоцијација. Потребно да се направат максимални напори овие два рудника што побрзо да се пуштат во работа, затоа што се работи за рудници со подземна експлоатација, каде што ако се застане подолго време може да дојде до многу проблеми, нарушување на ходниците и подземни води и така натаму. Од асоцијацијата истакнуваат дека се свесни дека рудниците се приватни фирми, но според нив тоа не значи дека државата е немоќна. Незината улога првенствено требало да се изрази преку сузбивање на нелојалната конкуренција, но и преиспитување на издадените концесии, бидејќи дел од нив биле нефункционални, оценија на денешната седница членките на МАР. Добрево и Тораница во моментов се најголем, но не единствен рударски проблем. На нив надглава им тежи и падот на цените на металите. Просечната цена на том бакар, која во 2013-та изнесуваше $8.250, сега е падната под 4.600 по тон, на оловото и цинкот од 2.200 на $1.500, а на никелот изнесува $8.500. Ова наговестува тежок старт на наредната година за рударите. Во 2016 година влегуваме многу неизвестно, нема тенденција на пораст на цените и денеска оценивме дека оваа криза практично е поголема од кризата која беше во 2008-2009 година. Инаку рударството е трета извозна гранка во државата и прва во источниот регион. Годишниот извоз од рударскиот сектор во Македонија изнесува околу 150 милиони евра, од кои 65% е удел на металичните руди. Во рудниците за металични суровини работат над 3500 лица, а вкупно во рударскиот сектор околу 10.000 работници.